Почитувани, Мицковски и Коцевски ја продолжуваат голготата на родителите од Кочани, кои речиси 3 месеци бараат правда за нивните починати деца. Христијан Мицковски не може да ги погледне овие луѓе во очи и прави се, вистинските виновници за смртта на нивните деца да ги заштити и никогаш да не го видат лицето на правдата. Родителите на починатите и повредените деца од Кочани јавно ги посочуваат виновниците во институциите, но поради политички притисок од власта, ниту еден актуелен државен функционер не е опфатен со истрагата на обвинителството. Коцевски и Мицковски им должат одговор на родителите од Кочани, зошто досега нема обвинение против Драган Казак Петрушев, сменоводител, кој вечерта раководил со акцинската контрола во дискотеката Пулс. Дали е точно дека постои снимка на која се гледа дека лично Драган Петрушев, спротивно на стандардни оперативните процедури, ги заклучува вратите на дискотеката Пулс и не дозволува никој да го напушти објектот? Ако обвинителството поседува вакви снимки од безбедносните камери на дискотеката, зошто досега нема обвинение против Петрушев? Дали Драган Петрушев има објаснување зошто акциската контрола на објектот Пулс не ја прави на почетокот на забавата во 12:30 часот, туку спротивно на добиената наредба прави контрола во друг објект, па дури при крајот на забавата ја прави контролата во Пулс? Тој бил должен да изврши контрола согласно наредбите уште во 12:30 часот. Мицковски и Коцевски мора да им одговорат на родителите дали постојала комуникација помеѓу сопственикот на дискотеката и Драган Петрушев и дали барањето од газда Деко било да се прави акциската контрола пред крајот на забавата со цел да се зголеми профитот. Дали е точно дека против Петрушев се води уште една постапка за издавање на службена тајна и контакт со криминалци кои наместо да ги гони, ги информирал за постапките кои се водат против нив? Дали Драган Казак Петрушев е заштитен затоа што е истакнат член на ВМРО ДПМН во Кочани и ги врши валканите работи за партијата во градот со години? Дали можеби Петрушев е заштитен затоа што поседува компрометирачки материјали за истакнати функционери на ВМРО ДПМН, меѓу кои и пратеници? Зошто Петрушев присуствува на речиси секој протест во Кочани во форма на полицаец? Дали целта на Панче Тошковски и Христијан Мицковски е да ги заплашува родителите на починатите од Кочани да не говорат за тоа што се случувало комната вечер? Колку време е оставено на вистинските виновници за трагедијата во Кочани и да ги прикриваат и уништуваат доказите и да им се закануваат на родителите на починатите во Пулс? Сада сама остави повеќе од доволно време институциите да донесат правда. Нема да дозволиме да нема правда за 62 починати млади деца и 200 повредени кои се директни жртви на институциите со кои раководи ВМРО ДПМН. Сада сама на целата македонска јавност ќе им ја обзнани вистината за трагедијата во Кочани. Тука не застануваме. Продолжуваме со објавување на вистината за трагедијата во Кочани. Ви благодарим.